Значи мора да констатираме дека изборниот ден беше добро организиран од страна на институциите. Се покажа дека институциите кога сакаат може да спроведат добар референдум, па и изборен циклус. Секако тука пред се најавите и на Министерството за внатрешни работи кои беа дека нема да се толерира никаква нерегуларност. Сега одредени забелешки кои ги има нотирано цивил технички ќе ги соопштите. Јас не би сакал да навлегувам, но според мене од она што можев да го видам, секако дека се работеше за добро организиран референдум. Но морам исто така да кажам дека според мене уште од самиот почеток, кога беше распишан референдумот, прво се направија одредени пропусти, а тоа е дека референдумската кампања започна од денот на распишување на референдумот. Таа одлука на ДИК исто така ја сметам за дискутабилна. Второ, не беа донесени правилници за организирање на референдумската јавна пропаганда, бидејќи уште од самиот почеток се појавија дилеми дали е тоа јавна пропаганда, дали е тоа кампања, а беше јасно дека се работи за јавна пропаганда. Исто така не се усогласи изборниот законник со законот за референдум, но сето тоа да го оставиме за понатака, но не смееме да забележиме затоа што недонесување на тој правилник кој може да се јави како организатор на јавна пропаганда овозможи отворено да настапат во организирање на јавна пропаганда и групи кои не се никаде евидентирани, никаде не ги соопштиле изворите на средства и како се финансираат. Затоа можеа слободно да одат по сите градови и да работат на бојкот на референдумот. Тоа, според некои стандарди, не е дозволено и мислам дека тука е пропустот направен, бидејќи мораше да се направи дека покрај собранието не и останатите, него точно да се каже како, под кои услови и со кои средства, за да може секогаш да има контрола врз финансирањето. Тоа ни се случува и во изборните процеси, исто така во однос на информирање на граѓаните за референдумот. Јас бев изненаден, морам да ви кажам, дека до последните денови и покрај јавната пропаганда од 60 дена, никој добро не го објасни што значи консултативниот референдум, и тоа ствараше забуна. Може би некои гласачи го сватија, па ако е консултативен ќе одлучи собранието, па зашто ќе оставиме на пратениците да гласат. Но исто така не се објасни што значи тоа одлучувачки, што значи консултативен. Морам да кажам дека многу кратки беа информациите, без разлика што собранието направи напор да е извести јавноста, бидејќи тоа и му е должност. Повторно се појавува проблемот со избирачкиот список, бидејќи како што и народниот правобранител имаше укажано на 2 претходни изборни циклуси, повторно не се спроведе во овој меѓупериод, не знам со која методологија беа избришани гласачите кои им истекла лична карта. Тие се избришани од списокот во овој меѓупериод. Јас би сакал да се направи анализа дополнителна колкава е таа бројка, бидејќи секој пат ние ги затвараме прашањата, што отпусте никој не води евиденција колкава е таа бројка. Бидејќи имате гласачи кои не се нашли на избирачки список, имате гласачи кои биле на избирачки список, не им е дозволено, дали тоа се исклучоци или дали се работи за одредена бројка која може да биде проблем и во наредните циклуси. Избирачкиот список и се докажа дека е нереален и оваа бројка која е запишана да биде како цензус, да речеме, за одлучувачки референдум, може да се случи да представува секогаш проблем, како и за председателски избори, каде што знаеме дека
цензусот е 40%, значи имаме доста незавршени работи, али мислам дека сепак после ова одлука која е донесена, се гледа дека 90, скоро над 90% гласале за од тие што излегле на гласање, и сега тие што не излегле на гласање не може да се каже колкава е таа бројка со нареден список, така да сега ќе остане на институциите да одлучат дали со овој процент на излезеност и со процентот на за може парламентот полноправно да одлучува. Според мене да, но сепак тоа ќе создаде дополнителни проблеми и преговори меѓу пратениците. Се разбира, сите прашања треба да се отворат. Јас би се согласил, значи со 90%, но би сакал да додадам. Значи институциите овој пат, и сами откажав на почеток, дека вистина вршија добри припреми, немаше тој притисок, немаше набој, слободно се гласаше. Но, повторно остануваме на тоа прашање, го споменувате и вие списокот. Јас само би сакал да кажам, дали списокот, после секоја година ние имаме изборен циклус, имаме референдум, да не може да се прочисти. Не имаме употреба на погрешна методологија сега, па се избришани гласачи кои, пример, личната карта во меѓувреме го поминал рокот. Тоа не смее да се случи. Ние не ја знаеме бројката, имаше една бројка од 1000 и нешто луѓе кои не го остварија правото на глас, например, на претходни избори. Да беа парламентарни со Донтовиот метод, колку пратеници се. А очигледно судбината нас не решава парламентот. Значи, ние овие прашања, кои не треба да ги подцениме, затоа што точно треба сега да се види која е бројката, која била вратена, зошто не била на список, или сега нов проблем се јавува. Значи, ние имаме повторно враќање назад, дека правобранителот им апелираше, но повторно се избришани од список. А препораката на опсија ОДХР од претходните избори беше дека и со неважечки лични карти, ако е на список, треба да му се дозволи да гласа. Ние имаме неколку циклуси, да го оставиме референдумот, каде на локални не се гласа, на референдум се дозволи да се гласа, диаспората. Али и на парламентарните избори беше катастрофален одзивот на диаспората и сега никој не сака да се измени законот, пример, во дел, како што, например, го направи тоа Канада. Со истите проблеми се соочувала пред 100 години. Кој нема влез во последните 10 години во Република Македонија да се избрише од списокот? Ако тоа таков потек не се направи, ние повторно ќе правиме дека списокот како кому му одговара, дали е прочистен или не. Али во методологија не може да се греши. Значи, недозволиво е при толку помош експертска, ево имаше и странска експертска помош, па ги измеша базите на податоци, а сега направија друго. Кога председателот на собрание не е на списокот, не му е дозволено да гласа, представник на најголемиот законодавен дом, поранешниот председател на Македонија исто не можел да гласа. Сега кажете ми, за нив е познато колку се тие лица при референдум, кога може би ме нема на список и никаде не го пријавувате.